Со олабувувањето на рестрикциите, купувачите се вратија, но немаа што да купат. Недостатокот на чипови го наруши глобалното производство на возила, кое се проценува дека заради тоа годинава ќе има намален обем за скоро 4 милиони возила. Менаџерите на компаниите засега балансираат, распределувајќи поголеми квоти за производството на поевтините модели, затоа што тие се помалку опремени и за нив треба помалку чипови. Некои пак започнаа да ги менуваат спецификациите на возилата, па така General Motors ги исфрли старт-стоп системите од големите теренци, а Peugeot ги вратија налогните инструменти во 308. Се почести се барањата во надминувањето на кризата директно да се вклучат владите на земјите големи производители на возила. Америка веќе направи чекор кон тоа, планирајќи одвојување на повеќе од 50 милиарди долари за отворање на нови фабрики за чипови. Но додека тие проработат ќе поминат најмалку 2-3 години, а во меѓувреме овој проблем ќе предизвикува последици какви што никој не може да претпостави. Една од нив е поскапувањето на поломните возила, чии цени пораснаа за повеќе од 20%, бидејќи купувачите не можат да дојдат до нови. Дури има и примери кога, заради предолгите листи на чекање, некој модел на автомобил како половен се продава поскапо од нов.